Почитувани граѓани, почитувани пријатели, почитувани кумановци, со огромна чест и задоволство ја прифатив задачата да бидам носител на листата на кандидати за членови на Совет на општина Куманово, да бидам првиот во низата на овие прекрасни луѓе кои се наоѓаат овде пред вас. Сите ние од независната политичка опција, кога, ако не сега, или како тоа ние кумановците го нарекуваме кт, ако не ск, испраќаме јасна порака дека Куманово има луѓе кои со својата независна политичка активност, со својата честност, со својата храброст, со својот елан и со својата професионалност можат да му помогнат на Куманово и да покажат како Куманово може да се гради, да покажат како Куманово може да се почитува, да покажат како Куманово може да се сака. Драги сограѓани, веднаш на почетокот сакам да ја потенцирам основната разлика помеѓу сите нас кои се најдовме на оваа листа на кандидати за членови на Совет на општина Куманово, заедно со нашиот кандидат за градоначелник на општина Куманово Виктор Цветковски и сите други учесници на овие локални избори. Разликата е во тоа што сите нас кои сме овде на бината и Виктор Цветковски на престојните локални избори не кандидиравте токму вие, граѓаните на Куманово, давајќи 620 ценети подписи само за еден ден, за што посебно ви се заблагодаруваме. За разлика од нас, сите други учесници на овие избори станале кандидати со подписот само на еден човек, нивниот партиски лидер, за кого нашето Куманово представува плен кој треба да се освои, па тој и неговата партија да се гостат и да си ги хранат нивните незаситни партиски и лични интереси. Драги наши сограѓани, сите ние заедно нема да дозволиме тој еден подпис да биде посилен од сите нас. Нема да дозволиме тој еден подпис да биде нашата судбина, нема да дозволиме наше Куманово да биде плен кој треба да се освои и да се растргне. Нема да дозволиме со нашите пари да се хранат ничии партиски каси и лични джебови, а ние да им се молиме, ако им остане некој денар и ако сакаат да ни асфалтираат некое уличе или да ни дадат вода за пиење. Не, почитувани пријатели, на нас не ни треба општина која ќе ги финансира активностите на било која политичка партија, туку општина која ќе ги решава проблемите на граѓаните. На нас не ни треба општина чии институции и понатака ќе работат во интерес на партиите, туку општина чии институции ќе работат во интерес на граѓаните, на сите вас. На нас не ни треба општина во која преку партиски реваншизам и партиски инаед токму граѓаните ќе се заборавени и обесправени, туку општина која ќе биде сервис на граѓаните, во чиј центар на вниманието ќе бидат токму граѓаните. На нас не ни треба општина во која ќе се врши партиска дискриминација на нашите граѓани, туку општина на сите граѓани без поделби. Со самото тоа што со вашите подписи не кандидиравте за овие локални избори, вие, почитувани сограѓани, не дадовте и две задачи. Првата задача, која имаме од денес па до 24 март, кога ќе бидат изборите,
е на сите оние кои не познаваат и сите оние кои не познаваат, да покажеме и докажеме дека не се сите исти, дека има луѓе во нашиот град кои имаат храброст, има визија, имаат знаење да ги решаваат нашите заеднички проблеми различно од тоа како досега го правеа партиите и на републичко и на општинско ниво, кои безмилосно ги трошеа нашите заеднички пари, партизирајќи ги сите области од нашето живење, од спортот, преку образованието, здравството, културата и така натака, па се до економијата и управата, како на државната, така и општинската. Втората задача ќе ја имаме после 24 март, кога ќе го отпочнеме процесот на обнова на Куманово, процесот на развитокот на Куманово. Наша задача ќе биде општината Куманово, нејзиниот градоначелник Виктор Светковски, општинската администрација, јавните предпријатија, образовните, културните и сите други институции во градот да бидат вистински сервис на вас, граѓаните. На вас да ви служат, да ги решаваат вашите проблеми, а не како досега интересите на поединци и мали групи на луѓе. Драги пријатели, сите ние кои ја се членуваме независната политичка опција, кога, ако не сега, и идниот градоначелник на општина Куманово Виктор Светковски, сме доволна гаранција дека тие задачи кои вие ни ги поставивте ќе ги оствариме. Ајде, драги наши пријатели, на сите да им покажеме кој е главниот во демократијата. Дали се тоа партиите и нивните лидери, или се тоа вие, граѓаните на Куманово и вашите интереси и желби за поубаво Куманово. Вашето присуство, вашата поддршка, вашиот глас се гаранција дека Куманово знае да процени, Куманово знае да се спротивстави, Куманово знае да избере. Кога, ако не сега, Куманово без поделби, Куманово на сите, да сте живи и здрави.